Во оваа епизода зборувам за појаси, хеланки и сите митови кои што луѓето мислат дека ќе им го убрзат резултатот во нивното слабење. Добар ден на сите и добре дојдовте у 26-та епизода, дечки. Јас сум многу возбуден затоа што сме веќе многу поблиску до 50-ка, неголи што сме од почетокот, односно од прва епизода. И едва чекам да дојде таа 50-ка и да прославиме јубилеј. Мислам дека ќе направиме едно подобро шоу и една таква јубилејна епизода. Она за што денеска ќе зборуваме што се инспирирав, а тоа беше минатиот викенд. Јас, доколку ме следите на сите социјални мрежи, имав една слика, ако не се лажам, на Инстаграм и кажав дека мразам чисто кардио, односно мразам кога треба да трчам само и да имам цел да поминам одредени километри или одредено време во трчање, бидејќи ми е некако монотонно и навистина му се воодушевував на Илчо кога кажа пред некоја епизода дека целта му е 100 километри да истрче ултрамаратон. Мислам, тоа е стварно, тоа е за мене најтешкиот дел е во да си свесен дека треба 100 километри или можеби не знам колку сати да бидеш сам со себе, али оки нема веза. И на тоа трчање практично видов луѓе кои што не се ништо ново и кои што постојано сум ги гледала порано и јас сум ги правил тие глупости, кои што се обвиени со тренерки, шушкавци, појаси, кесиња, најлони и така натаму, се со цел да направат подобар резултат. Многу луѓе користат и не знам некакви си хеланки кои што ги топеле мастите и не знам некакви кебиња и бла 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 и бла бла бла, али тоа е еден огромен мит кој што упорно ние луѓето го купуваме. На што практично мислам? Вашето тело доколку се поти, односно доколку вие се потите, тоа по дефолт не обезбедува топење на масти. Тоа е исто како да очекувате да одите во сауна и да јадете што сакате и секогаш да изгледате добро. Потењето исклучиво има врска со покачената температура во телото. И потењето значи детоксикација и потењето значи ладење на вашето тело. За да топите масти од друга страна, тоа има врска многу повеќе со пулсот и со тоа какви игри вие му давате на ритмот на срцето. Што тоа подразбира? Доколку вашиот пулс се крене над 120, над 140 откусувања во минута, тоа значи дека обезбедувате топење на масти, бидејќи телото не може доволно да обезбеди енергија само од шеќерот, гликозата кои што се складирани во крвта, мускулите и црниот дроб. Затоа мора да потегне од мастите. И затоа никогаш повеќе немојте да се глупирате и да се секирате и односно да се обвиткувате со разни начини, односно алатки да ги речам, кои што ќе ви помогнат во топењето на мастите. Напротив, само го оптеретувате вашето тело, само го оптеретувате вашето срце, бидејќи не може да направи правилно ладење на вашето тело и практично правите проблем на срцето. На крај крајва, повторно нема да имате никаков резултат, најверојатно ќе се разочарате и таа приказна ќе заврши. Затоа, доколку сакате да направите добар резултат во топење на масти, во слабење можеби и така натаму, се знае кое е решението. Никој од вас не се поправил затоа што не носел појас додека бил активен и никој од вас не се поправил затоа што не употребувал хеланки за топење на масти. Секој од нас ги направил работите да се во ситуација во која што се поради погрешните навики. Затоа таму менувајте и доколку ви треба, стоиме на располагање. Така да завршуваме за денеска, ние одиме во Велес сега, да се видиме таму со наши пријатели и клиенти, така да ве оставаме, имајте си убава работна недела, квалитетни, здрави, животни навики и се гледаме во 27 епизода, тоа ќе биде повторно при крајот на оваа недела. Убав ден, чао, чао!